Добар ден, почитувани, започува уште една нова телма амбуланта. Петочото издание го реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Уринарната инконтиненција, односно неволното испуштање урина или подмочувањето, е состојба што погодува 30% од возрастните жени. Тие обично имаат и други проблеми, како што е спуштената матка. Во денешната емисија ќе биде разјаснето што доведува до спуштање на органите во карлицата и што може да се преземе за да се реши овој проблем. Денешен соговорник во студиото на Телма е професор доктор Васил Илиев, специјалист по гинекологија и акушерство, субспецијалист по урогинекологија во клиничката болница Жан Митрев. Останете на Телма бидејќи следат навистина корисни совети поврзани со овој чест проблем кај женската популација. За неволното испуштање на урината, односно подмочувањето, но и спуштената матка, денеска зборуваме со професор доктор Васил Илиев, специјалист по гинекологија и акушерство, субспецијалист по урогинекологија. Докторе, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добар ден. Денеска имаме една тема која што засега навистина голем број пред се повозрастни жени, но и понекогаш проблемот се јавува кај оние што се помлади, особено кои што родиле. Понекогаш, неволно истекува урината, некои жени испуштаат само неколку капки, но кај други проблемот е поизразен и е прилично непријатен. Па зошто се случува мочниот меур да испушти урина, кога ние тоа не го сакаме? Токму така. Како што рековте сега, прекрасно вовед за темава. Би сакал на почетокот малку да објаснам за да биде појасно зашто мочниот меур е толку сензибилен орган. Ние се раѓаме без чувство за осет, за полнотост и потреба од празнење. И во текот на првата или малку повеќе период после раѓањето созреваат сите центри што вршат контрола врз функцијата на мочниот меур. Зашто е тоа така многу важно? Многу е важно затоа што зидот на мочниот меур е претежно граден од мускулни влакна. А мускулните структури кои ќе се полнат имаат рефлекс на стегање и на празнење. Со мочниот меур тоа така не сме да биде, пошто во една момент мочниот меур ќе треба да функционира како резервоар на урината. И за тоа да го реализира има многу сложена инервација. Инервација од така наречен аутономен нервен систем. Значи тој нервен систем што не е под наша контрола. Под наша волја. Под наша волја. Значи тој еден дел од тој систем го супримира, односно го спречува да се празни, а другиот па го стимулира. Али кога го стимулира таа нивна синхронизација која што треба да настане, треба да биде во моменти кога постојат хигиенски, социјално прифатливи услови за празнење на мочниот меур, што се вика уринирање, мокрење и така натака. Значи тоа се така малку општо да видиме зашто така се дешава. И вие фино спомнавте, има случај кога се губи мала количина, има случај кога се губи поголема количина. Тоа се разликите во степенот, односно во типот на инконтиненција. Инконтиненција значи подмочувањето во превод, да се разбереме. Еден тип се вика стрес инконтиненција. Тоа е губење на помала количина на урина, на мокрача, во моменти кога доаѓа до зголемување на интраабдоминалниот притисок. Тоа се кашлање, смеење, трчање, кивање, дури до сексуални односи. Зашто е тоа така? Во секоја карлица, односно кај жените карлицата е многу поширока од машката карлица и во секоја шуплина силите кои што постојат формираат фокус. Тоа се тие закони на физика. Всушност во урогинекологијата законите на физика и на хидродинамика се суштествено важни за да се разбере до каде доаѓа проблемот и од каде доаѓа проблемот. Тој фокус делува токму на мочниот меур и во центарот на предниот вагинален зид. И затоа често пати ова стрес инконтиненција, тоа е првиот тип што сакам да го напоменам овдека, е поврзана и со некој степен на спад на преден вагинален зид, заден вагинален зид или на матка. Околу 30% вие спомнавте веќе се изолирани инконтиненции, стрес инконтиненции, а над 50% се асоцирани со некој тип на дислокација на некој дел од женските генитални органи или на сите органи. Втор тип е така наречена ургентна инконтиненција. Или итната, кога постојано се јавува чувство за потреба за мокрење. Токму така. И уште поважно што не само што е постојано и често, него е хитно. Ако не се реализира во дадениот момент, да станува до губиток на мокрачот, односно до подмочување. И тоа е голем број на пациентки, односно на жени, кои што
мора да го реализира тоа и они се привикнуваат да живеат во темпото што го диктира моćниот меур. Што воопшто не е прифатлива и ниту нормална. Апсолутно, тоа е таков губиток на квалитет на живот што не би бил прифатлив исто по моменти кога тоа може да биде решено. И сега постои комбинација меѓу овие две, меѓу стрес инконтиненцијата и ургентната инконтиненција, мешан тип на инконтиненција, што доста чест, и тој е најчесто и асоциран со некој степен на пролапс. И постои уште една тип на инконтиненција, така наречена прелевна инконтиненција. Кај жени, тоа е многу често кај мажи. Ама тоа нема да го денеска збориме, ќе збориме за ова што кај жени се дешава, кога доаѓа до пролапс на матката или на структури кои што вршат обструкција, значи за зачепување на изводниот канал на моćниот меур, таа бешика никогаш не се празни целосно. Тоа цело, така. Останува секогаш малку урина во неа. Останува малку или повеќе, зависи од случајот. И многу брзо се полни. И во тој преполнување, така наречен overflow, еден превод на македонски е прелевна инконтиненција. Професоре, Тоа е тоа. Тоа е тоа, но некои жени велат... Глобално, не е само тоа. Ќе одиме и уште подетално, ќе го разработиме се тоа. Некои се жала дека кога им студи, им се влошува оваа состојба на подмочување. Па рекоа бе, автономниот нервен систем. Или кој ќе слушнат звук од вода. Така. Значи може и тоа. Тоа е стрес инконтиненција? Пациентки реферираат кога ми имам садови, кога се туширам, добивам потреба која што неодложлива ми е. Тоа е толку типично за ургентната инконтиненција, за итноста, што се јавува. Токму тоа. Сега ќе ги продискутираме причините кои што доведуваат до слабење на карличното дно и спуштањето на органите. Значи пролапсот на матката е всушност предизвикано од слабењето на карличното дно, а тоа се бременост и породувањето, хроничниот запек, односно проблемот со празнењето на цревото, хронична кашлица, дебелина и возраста. Професор, ќе одиме редоследно пред бременостите. Дали само една бременост е подеднакво ризична како и повеќе кратни бремености? Па не, во секој случај повеќе бремености, али не само како бремености, породување, него многу е важно моделот на породување, големината на структурата на карлицата. Знаете, има 3 типа на женски карлици. И не смееме да влагаме тоа, пошто тоа е широка тема. И она што е идеална за изнесување на доносена бременост е така развиена, што може да подноси доста дистензија на сите структури што ги обезбедува. Широка карлица е тоа? Па не е баш најшироката. Ајде речеме, имаме една што е многу тесна, што е неприфатлива, имаме една вообичаена и една малку поширока, која што со вообичаената спаѓаат во редот на прифатливи. Така да се изразам сега. Значи, начинот на породување, големината на плодот и типот на структурата на структурите ткивни кои што ги држат органите од нашите сите органи не се фиксирани цврсто, они се за нешто или да лежат на нешто или да висат на нешто. И они сите имаат микровибрации. Во текот на бременоста не се тоа микровибрации, него се по 10 и по 15 и по 20 пати зголемување на структурите, издолжување, матката доаѓа дури горе над папакот во текот на бременоста. И потоа таа треба да го изфрли плодот и треба да остане кој што ќе направи дилатација, ширење на цервикалниот, на грлото на матката, па ширење на вагината, па ширење на влезот на вагината. И сите тие структури се растормозуваат, вака да го наводници кажеме тоа. Се изместуваат. Се изместуваат и треба да доживеат после, да речеме, револуција, значи односно да дојдат во првобитна состојба, што никогаш не се дешава. Се дали ќе дојдат и до кој степен ќе се вратат во првобитна состојба, ние викаме инволуција, многу зависи од генетиката на личноста. Значи имаме различни генетски модалитети на пристап со количина на мазни мускулни влакна, на попречно пругасти мускулни влакна, на еластични влакна, на фиброзни влакна и така натака и така натака. Тоа е значи една многу комплексен пристап. Второ што сте рекле хроничен запек, обстипација, напрегање при празнење на цревата. Да, и сите структури се на испит во тие моменти. Нели? Исто и ова хронична кашлица, исто го прави ексцесен напор. Тој фокус што го спомнав се зголемува над 80 пати во моментот на кашлица или на кивање. Кивањето е во 1 секунд да удите на линијата на фокус
на што ја споменав, трпи структурата, страшен предизвик за структурите кои што обезбедуваат сфинктерна, односно функција на затварање на мошниот мел. И ако не е таа доволно добра, онда доаѓа до подмочување и до така наречена стрес инконтиненција на урина. Зошто дебелината би била проблем? Како и бременоста? Не, Дебелината измеѓу разместување споменавте на органите. Дебелината ја зголемува интраабдоминалниот притисок, го зголемува сама по себе. Земете еден појас од 10 кила, врзите тука вака, па да видиме колку ќе издржите, да го издржите само на себе. Да, и тој не е само на предниот дел, тој е циркуларен. Тие така наречени циркуларни дебелини се најлоши. И возраста од аспект на хормонската функција. Како хормоните влијаат? Па, во перименопаузата почнува деклинација на намалување на женските хормони. На женските хормони, да кажеме, и намалувањето на женските хормони е стално пропратено со полоша исхрана на ткивата, на структурите што обезбедуваат позиција на органите. И обично тоа се жени кои што веќе родиле, кои што се покрупни, значи сите овие со возраста можеме да ги собереме во моментот на перименопауза, постменопаузален период, и тоа е и добар причинител, да речеме, за настанок било на инконтиненција, било на пролапси од различни степени, со различна партиципација на различни структури од женските генитални органи. Покрај мочниот меур и матката се спуштат ли и други органи? Да. Тука е дебелото црево, односно завршниот дел, се извинувам, на дебелото црево, кое што е интимно поврзано со тенка структура, ткивна и васкуларно-нервна структура со задниот зид на вагината. И тоа ги трпи сите овие флуктуации што наставуваат било во породувањето, било со возраста, било со кашлање, не знам што, запек и се тоа. Може да дојде до проблем исто така со празнење на цревото? Да, било со празнење на цревата и така наречена инконтиненција на фецес, на изметот, инконтиненција на гасови настанува. Често пати дури доаѓа и до моменти кога наоѓа руптура, значи прекинување на континуитетот на сфинктерните на излезниот дел од дебелото црево. Има два, надворешен внатрешен сфинктер. И ако не мора да е комплетна таа руптура, али тие микротрауми предизвикуваат големо формирање на ожилно, на лузно ткиво, значи фиброзно ткиво, кое што е намалува капацитетот на мускулната функција на затварање. Професоре, колку често овие проблеми се испреплетени? Дали жената која што ќе има уринарна инконтиненција би требало да очекува дека ќе се спушти матката, дека ќе има проблеми со дебелото црево? Да, не треба да очекува. Значи, збориме за проблеми кои што се во урогинекологијата многу чести, кои што се регенеративни, значи може да се оправат, и кои што не треба да се толерираат, не треба да се очекува дека и тоа ќе ми се деси, него има степени на спуштање на гениталните органи кои што пациентките не се свесни. Можеме тука да ја видиме и фотографијата. Тоа е всушност пролапс на матката. Значи се спуштат. Јас прочитав некаде спуштањето е како кога ќе се привитка чорапот од внатрешната кон надворешната страна. Добро, ајде да го видиме. Можеме тука да ги погледнеме фотографиите кои што се однесуваат на пролапсот на матката, но вие во меѓувреме може да појасните што е тоа точно. Значи не постои правило на кој модел како се тоа реализира. Се додека е интравагинално спуштањето, многу ретко пациентките го нотираат. Дури и при гинеколошки прегледи, за жал, многу од нашите колеги не им соопштуваат дека постои веќе некој степен на интравагинален спад. Тек после почнува. Да, еве, овие се фазите. Можеме првата фотографија да се задржиме на првата, или ако сакате, еве можете и оваа да искоментирате. Ова е комплетен пролапс еден. Еден комплетен пролапс. Нели прикажано, гледате дека ова што е утерус, тоа е вака. Ова, добро. Овдека се реализираат степените на пролапс, на испаѓање на матката. Ако идеме напред, гледаме на добра нормална позиција. Ова Да, ако може да само да се задржиме на првата фотографија. Ова е четвртата позиција. Да, ова е четвртата, кога веќе утерусот е излезен. Да, комплетниот утерус е излезен, гледате и бешиката е доле све. Добро. Да. Добро, значи, ова се степенувања, клинички степенувања на степенот на испаѓање, што е важно за нас, што се професионално бавиме со таа работа. За пациентите е важно каков проблем
реферира кога ќе дојде на преглед, а општо ако дојде на преглед или поточно кажано, треба да биде свесна дека треба да дојде на преглед и дека тоа треба да биде решено во 21. век, а не да се живее со вакво. Значи на овие степени сега ќе гледате каде што грлото на матката е надвор од влезот во вагината, нели? Тоа се све степени кои што пациентките ги и визуализираат самите на себе и кои што за жал сметат дека е нормално да живеат така. Значи, може да се случи матката сосема да излезе од вагината и тоа е последната фотографија. Да. И тоа изгледа прилично драматично, но докторот ни успива да ја вратат назад. Да, ја враќа за вечер кој ќе легнат у кревет, да сами реферираат дека со прст ја бутаат матката. Дали е ризикот поголем да излезе матката додека жената стои? Да, апсолутно. Да, поземјата тежа, по секојдневни активности и таа се спушта до степен да ја лимитира движење. Има пациентки што доаѓа со лимитирани движења или тогаш кога е надвор од интроитусот на вагина, поради сталниот контакт со вешот што го носат, доаѓа до стварање на рани. И сега плюс на тоа, постои недостаток или многу намалена количина на естрогени, па постојат атрофични промени. И тие атрофични промени ја прават многу слаба таа кожица, односно епител кој што постои. И многу често доаѓаат пациентки со веќе формирани, ние викаме декубитуси, значи тоа се декубитални рани на делови од испаднатите органи. Да. И вакви степени се од третата слика натака, многу често има заостаток на рест урина, да речеме, заостаток, значи после мокрење во бешиката останува неиспразнета урина. Од третата слика натака. Значи од тука натаму, значи веќе кога матката е излегува на надвор. Да, или така го притиска, нели? Да, притиска. Напред према лево нагоре, тоа е бешиката. Ова доле, испод е тоа дебелото црево. Чувствуваат ли некаква болка жените кога ќе им се случи ова? Има болка најчесто во кичма, има болка, лимитирани движења, може централна болка да даде, многу индивидуално е тоа. А има ли некакви симптоми кои што всушност навестуваат дека се спушта матката, односно утерусот? Симптоми почнува обично со карлична болка во физичка активност, во движење, при одење, нели? Тоа е најчесто, или се јавува некој инконтинентен момент. Инконтинентен урина, мислам, момент се јавува. И тоа е решение во што порана фаза решавање на вакви проблеми, толку е позахвален, поуспешен зафатот, толку е полимитирана површината на хируршката работа и помала траума за организмот, и толку побрзо е рекуперирањето и враќањето во секојдневниот живот. Што значи се тоа за сексуалната активност на жената? Смее ли да има сексуални односи кога се спушта вака матката? Може сексуалниот однос да го влоши проблемот? Да испадне матката потоа? Не, да го влоши, него видете колку може. Знаете, тука не гледате само матката, вие гледате ги вагиналните зидови што се надвор. Како изгледат вагиналните зидови? Тие испаѓаат се комплетно. Она другата слика уште поубаво ќе ви покаже. Нели, испадната е тотално вагиналниот зид е надвор и тоа не е дали сме... А што е кога во овие, да речеме, првата и втората фаза, почетните? Па да, ова прва фаза е веќе не се нотира дека постои спад на органот и жената живее нормално. Тоа може при гинеколошки преглед да биде упозорена дека почнало тоа да се дешава. И сигурно ќе ме прашате дали тука може да се спречи. Да, ние советуваме да се применат вежби за јачање на мускулатурата. Какви се тие вежби? Познати се како кегелови вежби, тие ги имаат публицирано многу одамна уште. Кегел ги има публицирано. Сега, они имаат ефект ако се одвиваат во многу рана возраст. Затоа што кога веќе атрофичните промени земале голема површина од структурите што ги одржуваат позициите на органите, кегеловите вежби не можат да бидат ефикасни. Многу едноставно затоа што количината на мускулни влакна, а они се наменети за мускулите, кегеловите вежби, е толку намалена, што и тоа што е останато што ќе се појача со кегеловите вежби, нема ефект. Значи тоа е, како да кажам, тоа е врзана работа. Сите тие причини за настанок што сте, у суштина на крај возраста беше. Онда ги носи сите тие заедно. Така. Затоа возраста беше наброена на крајот. Да. Пред да преминеме на начинот на кој што ова се решава, да проговориме уште малку и за инконтиненцијата, односно за неволното испуштање на урина. Видовме дека се тие всушност состојби многу често поврзани.
Колку е нормално урина да се собере во мочниот меур во текот на денот и колку пати е нормално да се празни? Нормално ли е жените со возраста да станат навечер да уринираат? Ако почнат да стануваат, значи ли дека имаат спуштен мочен меур или пак е тоа нормално? Значи, одговорот е многу деликатен, с обзир на тоа зависи каква количина на течност се внесува. Од тоа зависи колку пати ќе испразните мочниот меур. Волуменот на мочниот меур меѓу 200 и 300 мл би било да е физиолошки прифатлив. Али има пациентки што можат и 600 мл да издржат. Многу индивидуален тој одговор. И тоа не би го ја поврзал со инконтиненција толку, колку што би го поврзал со чести воспалени инфекции на мочниот меур. Цистити, така наречени, кои што се изузетно чести. Во вас состојба се почести? Да, гледате, секој од третата слика рековме дека помала или поголема количина урина останува во мочниот меур. Таа е храна за бактерии. И многу се чести, да не мора да значи дека ќе се тоа и деси. И во таа возраст, што е перипостменопаузна, за жал се чести и други хронични заболувања, хипертензии, терапии со диуретици заради намалување на притисокот, диабет, кој што е идеална подлога заедно со рестурина за развој на уринарни инфекции. И тие се све тие комбинации кои што настануваат, затоа што идеалниот момент решавање на пролапсот, елиминирање на рестурината, одржавање на балансот на гликемија, на шекер во крвта. И тоа би било решение за целокупниот случај, затоа што рецидивирани инфекции уринарни можат да прават така наречена асцензија. И onda доаѓа до пиелонефрити и така, баш дека и нели беше денови на бубрежното здравје, така, на бубрежните болести. А можат ли, професор, одредени лекови да доведат до неволно испуштање на урина, па жената да се посомнева дека има инконтиненција, всушност позадината да е нешто сосема друго? Анксиолитици, например, познато е дека можат да го слабат сфинктерната функција. Тоа е, знаете, важи за прв степен на инконтиненција, на стресна инконтиненција, кога ако такава особа зема и анксиолитик или антидепресив, ќе го потикне проблемот. Ќе го потикне проблемот со тоа што може да го ослаби сфинктерниот момент, моментот на затварање на мочниот меур. Се дешава и тоа, и ние во договор со ординеришкиот доктор што ги дал тие препарати правиме тест. Ќе прекине еден краток период, ќе видиме дали тоа е тоа или не е тоа и така натаму. А дали одредени пијалоци кои што содржат кофеин може да создадат нешто, проблем сличен на инконтиненција или пак повторно треба да постои блага инконтиненција за... Не мора. Значи, кофеинот е идеален диуретик. Идеален диуретик и кофеинот не само во кафето, го има во какао, го има во чаеви, овие што се темни чаеви, сега има овие енергетски пијалоци што се тие се полни со кофеин, он може да предизвика побрзо стварање на урина и таа брзина на стварање на урина веќе доколку е ослабен мочниот сфинктер, сфинктерот на мочниот меур, може да предизвика во моменти на зголемени кашлање, кивање, да инцидентно губење. Ама тоа е, знаете, такви инцидентни настани се класифицираат како инцидентни. Не се тие веќе диагноза да поставите. Доколку тоа почне да се повторува, станува редовно, onda веќе тоа е тоа. Кога жените имаат уринарна инконтиненција, ми советувате ли да ги исфрлат овие пијалоци? Тоа многу важи за ургентната инконтиненција. Многу денот го започнуваат, утрото го започнуваат со кафе, таму има кофеин. Да, не, утрото не, него обично кај пациентки со ургентна инконтиненција, после 16-17 часот, ја советуваме да не земаат сите овие пијалоци што содржат кофеин, да не ги набројувам, затоа што они се најчесто и на терапија што го супримира хиперактивноста на мочниот меур, ете така да го кажам. Значи има терапија која што може всушност да ја смири активноста на мочниот меур. Али треба пред тоа да бидеме сигурни дека се работи за таква промена, односно за таков тип на инконтиненција. А каква хигиена советувате да одржуваат, бидејќи постојано има неколку капки урина или пак поголема количина, се чувствува и мирис, влажен е тој дел постојано, треба ли да носат улошка? Како? Колку често да се измиваат за инфекција? Тоа се пациентки со нарушен квалитет на живот. Знаете, јас имам пациентки што реферира дека избегуваат со внуците да седат или избегуваат
подолг период да седат заради тоа што се плашат дека ќе дојде до губење на урина и дека ќе почне да мириса и сето тоа. Уште поважно е, мокрачето има киселина, урична киселина. И таа ја надражува кожата која што веќе има трофични промени. И тука се многу непријатни тие чувства. И тие стран материјал се сите, не знам какви све влошки не постојат, и тоа е секој стран материјал кој што на подлога каде што има атрофија, каде што делува урична киселина од мокрачата, делува многу негативно, да ви кажам. И се тие непријатно чувство, печење, пореметување на структурата на кожата, дури и така натака сега, да него тоа. Значи, многу захтевно и не би требало да постои апсолутно тоа кога има решение идеални за сите овие проблеми што ги сега збориме. Ќе преминеме на решенијата, да ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта со нивни прашања. Како се диагностицира проблемот? Каков преглед правите? Значи, прегледот урогинеколошки е со повеќе тестови, кои се изведуваат со цел да се детектира дали има инконтиненција, како стрес инконтиненција. Онда се прават прегледи за преден вагинален зид да се детектира дали се спушта, дали колку се спушта и кој се учествува по кој редослед. Затоа што имаме така наречен поделба на преден дел, среден дел и заден дел, каде што учествува предниот дел, нели преден зид на вагина со бешиката, со мочниот меур, средниот централниот дел е со утерусот и тој често пати го влече и ние викаме форник, тоа се вика кровот на вагината го влече заедно и онда доаѓа задниот дел каде што е задниот вагинален зид со дебелото црево. И тоа е важна со динамиката и редоследот на спуштање за наоѓање на адекватно решение. Постојат модалитети и не постои класика на решавање или шаблон на решавање, него е секојаш индивидуален пристап. Да се реши проблемот од спадот, односно да се реши проблемот со инконтиненција. Така. За инконтиненција постојат стотици различни методи. Започувате ли прво да речеме со тренинг на бешиката за задржување подолго време на урината? И дали тоа може да биде решение? Па може да би помогне. Дефинитивно може да помогне. Од каде доаѓа потребата за евентуално реедукација на мочниот меур? Од таму што пациентките, ја веќе спомнав малку, што имаат инконтиненција, посебно ургентен тип, они спонтано, вољно и кога не е препон мочниот меур, да го испразнат мочниот меур, за да се спречат губење на подмочување. И како се празни често, без да доживее комплетен волумен мочниот меур, така он ја намалува својот капацитет волуменски, го намалува. И со оваа реедукација на мочниот меур, сакаме да ги натераме да го вратат барем у некои физиолошки прифатливи волуменски, затоа што тоа многу го оштетува животот, не само социјалниот и приватниот, него и здравствениот, не само локално, него им се пореметува сонот. Луѓе што имаат растеретување од овие проблеми доживуваат регенерација на својот сон, кој што е многу потребен од тој период од животот за здравието, генерално за сето здравје. Сонот е оној момент кога организмот се ресетира за да продолжи здрав. Двајца гледачи очекуваат да постават прашање, да ги слушнеме нивните прашања. Добар ден за првиот од нив. Ало. Повелете, во програма сте. Добар ден. Добар ден. Јас сум на возраст 67 години. Мојот проблем е пред 20 години. Бев на гинекологија во Скопје. Една лекарка ми рече дека тоа може да се оперира кратко време, не е страшно. Потоа бев на урологија, ми рекоа дека имам рак. Од тука бев во Систина. Во Систина ми рекоа дека тоа е еден вид простата како кај мажите што се јавува. Сега тоа, јас 20 години го имам, покажување на доктора што слушам тука, приликон физички напор и многу движење, мене ми излегува надвор од вагината. Кога мирувам, кога легам, јас неам никаков проблем. Сега со подмочувањето неам проблем, ама некогаш ми се случува преко ноќта дури 10 пати да излегувам надвор да мочам. Па те интересира што би можело да биде решение за вашиот проблем? Да, ме интересира, пошто 20 години сум со тој 20 години се мачите со оваа состојба. Ви благодарам за вклучувањето. Најверојатно се работи за обструкција која што врши спуштена матка. Бешиката не се празни комплетно,
брзо се наполнува и госпожата ноќе станува да ја празни затоа што добива нагон за празнење. Решение е да се тоа реши, ова е некој степен на пролапс, треба да се тоа еден убав преглед да се направи урогинеколошки и решението ќе биде дефинитивно. Ќе појасните што се може да се направи, само да го слушнеме следниот гледач, па ќе преминеме на хируршкото решавање на проблемот. Добар ден за следниот гледач. Дали го имаме следниот гледач на линија? Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете. Ке ве замолам само да го намалите тонот на телевизорот и да го следите разговорот преку слушалката. Добар ден. Да, во програма сум. Да, во програма сте, да го слушнеме вашето прашање. Ве поздравувам и вас и докторот. Благодарам. Сакам да кажам дека имам проблем подолг период, така ко пролапс. И бев на клиника, докторката ми вика дека не сум за операција и носам прстен. Сега би сакала да го прашам докторот колку може да се носи тој прстен и дали смета, дали може да направи додатни проблеми. Така, ви благодарам. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Што велите, професоре, за користењето прстен? Значи, прстен или песар, што се стручно, представува привремено решение. Решение додека пациентката не биде... Што се постигнува со тој прстен? Се крева? Се по месту се спречува тотално испаѓање на испаднатиот дел од женските генитални органи и е привремено решение додека соодветна пациентка, особа, не стане спремна да го тоа реши дефинитивно. Зашто е привремено? Значи, прстенот, односно песарот, е стран материјал кој што се наоѓа во вагината и е поврзан со стварање на инфекција доколку не се одржува редовна хигиена. Редовната хигиена се одржува така што се прават вагинални промивки перманентно, што исто така е неприфатливо и никогаш практично болеста не се решава. Таа само се маскира, се трга од тоа што органот не е испаднат надвор, за да се дојде до финално решение кое што е со различни модалитети на хируршко решавање и е трајно. Значи, трајно решение само... Прстените се наменети ептен за пациенти кои што се наоѓаат во таква здравствена состојба, каде што не може да се изведе хируршки третман. Тоа се наречени иноперабилни случаи. Ама тоа се изузетно ретки. Исклучаци. Да, иначе прстенот се става само додека не се реши дефинитивно проблемот. И тоа е, не знам, месец дена, 2 недели, 5 недели, тоа не знам. Уште двајца гледачи имаме, да ги слушнеме прашањата. Добар ден. Добар ден за следниот гледач. Ве слушаме во програма сте. Кој е вашето прашање во денешната Телма амбуланта? Поздрав до докторот и до вас. Благодарам. Ало? Да, ве слушаме во програма сте и вас ке ве замолам да го следите разговорот преку слушалката, а да го намалите тонот на телевизорот. Сакала, ми се миша од друг разговор. Значи, намалете го тонот на телевизорот, доколку сакате Намалена. Добро, слободно поставете го прашањето, ние ве слушаме. Би сакала да го прашам докторот колкава е веројатноста за успешноста на операцијата. Така, колкава е успешноста на операцијата? Операцијата, затоа што имав пријателка која се оперисаше во Систина, кај доктор Баджаков. Добро, не е важно каде и како, добро? Беше неуспешна операцијата и таа повторно истото се случува, не може да задржи урината со влошти. Така, значи има по зафатот има и се повторил проблемот, докато слушнем и следното прашање. Добар ден. Одговорете, професоре, колкава е веројатноста да се повтори проблемот по оперативниот зафат? Предпоставам дека за тип на инконтиненција и пошто бил хируршки зафат, предпоставам дека е за стрес инконтиненција. Сега не знам кој тип на операција е работен, пошто има многу типови кои што. Во принцип сега микроинвазивна хируршки пристап во решавање на стрес инконтиненцијата е златен стандард за решавање на овој проблематика. Успешноста во медицината, во хирургијата се мери со степенот на објективна и субјективна задржување на моткачата во различни моменти.
Првите се 2 години, па 5 години. И на сите тие испитувања што се прават во светов, се прават така наречени студии, кои што ги компарираме и ги гледаме, овие методи на микроинвазивната техника на работа, која е практично повеќе интервенција него операција, има највисок степен на успех. Значи, околу 92,4% е некоја средна вредност на успех. Значи, од 100 пациентки оперирани, само 8 до 10 може да кажат дека не биле успешно завршена проблематиката. Збориме за стрес инконтиненцијата. Така. Постојат и други методи на хируршка третман. Збориме за ова што најверојатно е правен. Јас не знам кој е правен, али ако се работи за микроинвазивните хируршки методи, значи тој 10% можност за неуспех е оправдан и постои во сите можности. Знаете, не постои во медицината нешто што е за жал 100%. 100% е само ако имате ампутациона хирургија. Онда имате еден орган, ампутација значи вадење на орган, го извадите и онда 100% е дека сте го извадиле органот и тогаш некогаш не можете цел да го извадите. Така, имаме уште еден гледач, ни дадоа знак дека ќе се вклучи во овој момент во програма. Добар ден. Ало? Повелете, кој е вашето прашање? Ве слушаме, во програма сте. Ало? Добар ден. Дали ме слушате? Да, во програма сте. Кој е вашето прашање? Јас немам прашање, но само еден поздрав до професор Илиев и им советувам на сите жени што имаат ваков проблем, само кај овој најдобар за оваа област гинекохирург. Така, ви благодарам за вклучувањето. И да ги почитуваат неговите правила, да не се поправаат, да не дигаат тешко и да внимаваат на обстипација. Ви благодарам, еве ги сумиравте всушност клучните поенти на што треба да се внимава. Ги кажа госпожата. Ги кажа, уште еден гледач ќе вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Сега вака, јас сега во областа тука што е зафатено за одговор, малку понастрана, али сепак одговара за професорот да ми каже. Јас имам ендометриум 8 мм на матката. И сега правев киретажи пред 3 години и пред тоа 1-3 пати. Ја возрастна жена сум, околу 70 години имам. И после тоа отидов на контрола, мене ми рече докторот дека Стоевски, дека стои тој толку, не се зголемува, но треба да ослабиш, вика 20 кила најмалку. Јас ослабев 15 со помош на доктор Митов, ама некако, мислам, сега добро се осеќам, но почесто мокрење имам и нервоза ме фаќа, ако во случај, ако треба 2 капки, ќе измокриш, но ако не измокриш готово напната си. Што се случува со тој, дали е штетно и опасно тој ендометриум или нема со што да се храни више старееме? Така, добро, ви го разбравме прашањето, ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете, професоре. Добро, пациентката имала хиперплазија, значи викаме за дебелување на ендометриумот во пери или постменопауза. Така. Веројатно во постменопауза и обезноста, дебелината многу допринесува ради постоење на екстраоваријална трансформација на поедини субстанции во масното ткиво, кои што стануваат многу слични на естрогените, на женските хормони, и тие предизвикуваат такво задебелување на слузницата на матката. Она има киретажи до сега, ја не знам години дали спомна, але мислам дека не ги спомна. Чим има киретажи, тие сигурно се добри, она треба да води рачун на одржи таа тежина што е намалена. Тоа со мокрењето дури вели 2 капки, ако има 2 капки да ги измокри. Добро е да се направи една уринокултура, да нема некоја уроинфекција и да се направи бриз, уретрален бриз. Уретрален бриз, бриз од завршиот токот на мочниот канал, кој што може и тој тука да предизвикува и се разбира да се види степенот на атрофија. Еден преглед. Ајде сега да поразговараме за хируршките решенија кога станува збор за пролапс на матката. Што советувате, што е најдобро решение? Да. За пролапс на матката нема генерално клише, некој модел, па така ќе ги правиме. Значи, генерално проблемот се решава трајно со хируршки пристап. Хируршките пристапи може да биде абдоминален, може да биде вагинален. Абдоминалните се резервирани тогаш кога постојат помал степен на пролапс, односно кога постои дополнителна патологија. Најчесто постои тумор на матката, постои тумор на јајникот,
постои претходна, например, ендометриоза која што ја направила матката и да е поврзана во страслини со околината. И тогаш се дешаваат тие абдоминални пристапи. Генерално идеален пристап е вагинален во решавање на пролапсот на гениталите. Значи се влегува преку вагината и... Да, значи нема резови нагоре да се гледаат. Минимално инвазивен, претпоставувам. Апсолутно. И решенијата се, реков, специфични, зависно од кога зборевме за прегледот, рековме дека битно кои елементи учествуваат, по кој редослед се спуштаат во текот на урогениталниот преглед. И така решението се прави по реверзен метод само, значи обратно, тој што последне се спушта, тој се решава прв и така натака. Али во една операција, јас често викам дека се работи за 3 во 1 или 4 во 1, значи решаваме преден зид, бешика враќаме на свое место, матката цела или делумно се вади, заден зид, дебело црево. Комплетно реконструкција настанува на било кој сегмент од гениталниот пролапс. Дори и на влезот, ние го викаме перинеум, често пати е со расцеп од поприлична природа, али најчесто после правење епизиотомија во тек на раѓање, кој што е сутурирана, али сутурите попуштаат или во текот на животот дошло до попуштање и така да стои неправилно расцеп еден на влезот во вагината кој што е влезна врата поради блискоста на анусот, на излезот од дебелото црево, често бактерии комуницираат. Значи, тој простор кој што се вика перинеум треба да е 2 до 3 сантима. Кај некој пациент ќе е сантим и пол. И бактериите од анусот идат во вагина и стават често пати прават многу големи компликации во смисол на инфекции, на воспаленија, на така натака. Значи, професор, има решение за овој проблем? Апсолутно. Се охрабруваат жените да дојдат на времено? Променете ставот веќе? Да, срамота во овој век да живеат со такви проблеми, мислам ја. Ја имам работено надвор и се чудам. Јас имав пациентка, ви кажав и прошли пат ми се чини еднашка. 92 години беше пациентката што дојде за корекција на генитален еден дел од гениталниот пролапс. Пошто бев надвор изненаден тогаш, уште помлад бајги, и ја прашав што е проблемот. Па века, ја не живеам убаво со ова. Сакам да живеам комотно и убаво и да можам да се движам, можам да живеам како што треба. Тоа е клучно. Па да. Особено кога постои решение, никако да не се толерира пролапс на матка, ниту пак уринарна инконтиненција. Инконтиненцијата мене ме чуди како знаете што многу се прифаќа како нешто нормално. Дел од возраста, жена што родила е нормално да се подмоча. Да, замислете која инверзија на вредности е тоа. Дури ќе дојде ако не се подмочуваш, не си родила добро. Да. Ама како да ви кажам, тоа не може да го разберам да се подмочува човек и пазите, тоа се дами кои што знаат да ово се облечат, да се представаат, имаат активности разни. И јас имам прилика да држам некои предавања лево-десно и се чудам ја за краток престој. Не краток престој, 3 години у Хрватска кога работев, ја да ја кажам за тој период може би направив многу повеќе него овде за 3 години. Се надевам дека ќе се промени свесноста и дека се почесто жените ќе си го решаваат овој непријатен проблем и ќе си го вратат квалитетот на животот. Се надевам и јас. Професоре, ви благодарам многу за вашето денешно гостување. Секогаш е задоволство да се разговара со вас, особено за едни вакви теми кои што не често се обработуваат во медиумите. Па ми беше чест и повелете друг пат и други теми ќе правим. Така, секако се гледаме повторно. Добро. Почитувани, ова беше се во денешната емисија реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Имајте пријатен ден.